Пука трпението на граѓаните од корона хаосот во кој тоне македонското здравство. По скандалот со починатите пациенти во Битолската болница, чии тела покриени со чаршаф лежеа во иста соба со пациенти на инфузија. Вчера вечер ново вознемирувачко видео се рашири на социјалните мрежи. Средовечен маж хоспитализиран во клиничката болница во Битола сподели видео за да покаже во какви субстандардни услови се лекуваат пациентите позитивни на COVID-19. Тој сведочи дека само иницијативно се организирале да набават сијалици за во ходникот, но и дека во тоалетот нема струја, па вели по нужда оделе во темница. Гледате вецето какво е и гледате горе за да не капи од фекалите на тој што врши нужда, има поставено чадор. Бура од реакции предизвикаа скандалите кои ја тресат Битолската болница. Пациенти кои веќе се лекувале во болницата споделуваат лични, но непријатни искуства. Во Битола забрани имаат вработените да известат фамилијата како е пациентот. Мојот татко почина во петокот. Прашувавме како е, бидејќи не се јавуваше на телефон. Во неговата соба цела ноќ беше со почината пациентка до него, а другиот ден и тој почина. Ни кажа хигиеничарката дека е починат, па и се заканиле со отказ, оте не известила. Пред 2 дена во Битолската болница почина човек здрав прав, без да му се даде прва помош, не беше примен на преглед, а човекот беше со симптоми на инфаркт. Човекот имаше тест за корона негативен. Него примиот и не признавале тест од други болници. Беа избркани на арогантен начин околу пладне. Човекот почина во 21 часот. Од Државниот здравствен и санитарен инспекторат велат дека во тек се 2 паралелни надзори во оваа здравствена институција. Еден за починатите пациенти, друг за условите и хигиената во болницата. Во однос на видеото кое кружи и за кое вие ме прашувате, тој вонреден инспекцијски надзор во Битолската болница се уште е во тек и ќе ги опфати прашањата кои сега вие ги нотиравте. Од инспекторатот велат дека од почетокот на пандемијата направиле 21 вонреден инспекцијски надзор, но не обелоденија дали во било кој од надзорите биле констатирани некакви неправилности.